Како познатите го доживуваат Скопје? Кои се вашите први асоциации за Скопје? Скопје, моето Скопје го паметам по прашливите улици околу Црвен крст, околу денешна амбуланта на РСВР, околу Тутунскиот комбинат. Ги памтам деновите кога идевме да крадеме кајси, сливи во раните пролетни денови. И кога учебните години завршуваат токму на 10 јуни и знаевме дека од 10 јуни до крајот на август тоа е слобода невидена. Буквално ги фрлавме, немавме тогаш ни патики, ни ништо, едноставно фрлавме кондурите и право боси трчавме на улица. Тоа е дело од едно, може би малце далечно минато, но и тоа се уште свежо во моето сеќавање како нешто, може би делува на романтика, на идилично, и тоа така го доживам моето Скопје. 59 години по катастрофалниот земјотрес. Вообичаено, за време на летните денови ги минувавме ние во Гевгелија, во семејството на мојата мајка, кој што има огромни дворови, овоштие, зарзават, лубеници, грозје. Така да, земјотресот јас го помина во Гевгелија, кога токму се случи. И прво нормално кога се слушна дека има земјотрес, баре тоа немаше ниту радио, немаше ниту телефони, немаше никакви информации во врска со земјотресот. Прво нормално ми стана мака што не можам да дознам за моите родители. Трнав дури пешки и стигнав до Миравци пешки, одејќи бидејќи ни воз не работеше. Меѓутоа се вративме назад, веќе апсолутно ништо немаш никакви можности. После 2 дена успеав да дојдам до Скопје, ги видов моите родители здрави, живи, брат ми беше жив, блиските, најблиските и од соседството, сите беа здрави, живи. И паметам моментот кој татко ми го раскаже како се случил земјотресот, како тој и мајка ми ги доживеале. Имаме куќа, стара куќа, одма до амбуланта на РСВР, на приземје и спрат, и вообичаено во тие години немаше млеко. И се стануваше од 4 сабајле да се чека млеко, на реп на млеко да се земе по 1 до 2 плаши за децата да пијат, дефинитивно за да има, за јадење, пиење. Татко ми го дочекува земјотресот во чекајки пред продавницата за млеко. Брзо се враќа кај мајка ми, уште не купено млеко. Мајка ми заспала, се покрила и ја буди и она му вика: "Остај ме то да уште малце да поспијам, што си ги отворил завесите?" А тоа зидот паднал позади нејзиниот грб. Вика: "Олга, стани, земјотрес е." Така да веднаш станила и после знам дека веднаш поставивме прво полски креветчиња надвор во соседството, па ни дадо и шатори. Така да едноседум зимата малтене до зимно време ја поминавме во шатори после земјотресот до куќата. Куќата ни беше тогаш ги обележува старите куќи со црвено кое за рушење, со жолти куќи, со жолти бои за реновирање. И татко ми никако не сакаше да замине од таа куќа, така да малце насилно ја претвори бојата црвена за рушење во жолта и сами се поправивме куќата и останавме до со години назад таму. Како го доживувате денешниот Скопје? Скопје е одговор, денешно Скопје е одговор на еден динамичен цивилизацијски развој. Дефинитивно Скопје не може никој да се врати во тие пранги, во тоа кој што некој пат бил. Тоа беше Скопје во време на земјотресот со 140-150 илјади жители. Денеска е Скопје официјално милионски град по мене, бидејќи фреквенцијата на луѓе, идење, доаѓање, Скопје е центар, не само политички центар, културолошки, финансиски центар, едукативен центар. Сите работи се вртат во Скопје, така да вие на дневна база имате минимум по 250-300 илјади гости кои што секојдневно доаѓаат во Скопје. И затоа Скопје буквално го прати трендот на светските метрополи. Па првата асоциација е Велеград за наши услови. И со еден голем знак прашалник дали тоа Велеград или е нешто сосема друго. Имаше шанси да биде Велеград, меѓутоа се претвори
предпоставувам у еден кандидат, пошто модерно е денеска да си кандидат за Велеград. 59 години подоцна, Скопје е на истото место, многу расширено, викаат дека е во светот еден од најраширените градови. Како го доживувам, тоа е мој град, тука сум цел живот. Не знам, со сите лоши и добри страни, за добри страни правиме моја, сега да има и... Мене ми е Скопје животот. 59 години по разорниот скопски земјотрес. Да. Како го гледате? Трагедија голема. Многу луѓе изгинале и се подсеќаме на тој настан. И ќе се подсеќаме додека постои Скопје и луѓето во Скопје. Ќе се подсеќаме, тоа е трагедија. Тоа немаш одбрана. Мајка природа. Виша сила. Баш така. Абе, љубов. Јас сум земјотресно дете. Првиот брак после земјотресот, званичен го направиле моите. Пишуваше увечер. Татко ми трчал, он е роден кај у колонија, а мајка ми у Карпоштва кај детска на амбуланта. Се не знам која школа е таму и она била трудна више на мене и трчал да ја види. И сега зборат ми с фамилија дека имал уште последици, дека била трудно на мене. И така ми рада вика и ден се сеќа. Љубов бе, љубов. Мене ми е тоа Скопје као ајеве да кажеме, не знам. Тогаш барем според татко ми што ми кажувал, а и ја што доживеав, као Моника Белучи. Сега ти е као Јелена Карлеуш. Од прекрасна мала касаба, од прекрасни нормални луѓе се направи ова што се направи сега и ова не е моја Скопје, јас си ги чувам спомените од тоа Скопје. Данило Коцевски беше последниот чувар на Скопје. Менувањето изминативе години на градот и јас во него едноставно взаемно, така да. Што се случи, многу тешко да го споредиш. Ова 26 јули секојаш како дел од вест, како дел од вести или од вестници, меѓутоа градот го чувствуваш дека е некој делови фалат. Предпоставам дека тоа е првото чувство од земјотресот, дека гледаш дека некој нешто едноставно не би требало природно да се таму, тука едноставно исчезнале од некои други причини. Земјотресот е главната причина. Убав е Скопје град да се живее.